10 суди од кривична апелација и врховен ја злоупотребиле службената положба, постапувале пристрасно и го прекршиле судскиот кодекс при одлучувањето за притворот за Горан Груевски и Никола Бошковски. Ова го наведува Сдруженијето Зелена лупа во кривичната пријава за судиите, кои според нив им овозможиле на обвинетите во предметот тврдина Таргет да побегнат. Додека судот си креира негови измислени кривични постапки, обвинетите едноставно имаа право да избегаат. Што и се случи. Тој што има способноста, ја има и одговорноста. Пред се одговорноста за граѓаните и за жртвите. Не може да се штанцаат мерки притвор за обичи смртници. Не може гаранцијата да биде непозната категорија. Не може да се произведуваат духовно сакатени луѓе, а за определено привилегирано малцинство да се спроведуваат непостоечки судски постапки. Пријавите се однесуваат на судиите Ленка Давидкова, Татјана Михајлова и Диана Груевска-Илиевска од Кривичниот суд. Од апелација пријавата се однесува на председателката на судот Лилјана Ивановска-Шопова и судиите кои беа дел од советот, кој одлучи да го приначи решението на кривечен и да определи притвор. Сафет Кадри и Цветанка Перик. Тие според Зелена лупа го прекршиле законот за кривична постапка, според кој жалбата не го одложува извршувањето. Кривичната пријава ги опфаќа и председателот на Врховен Јово Вангеловски и судиите Фаик Арслани, Ристо Катавеновски и Джемали Саити, кои според Сдруженијето се исто така виновни зошто обвинетите се во бегство. Покрај кривичните пријави, Зелена лупа поднесе иницијативи до Советот за факти за утврдување на одговорноста на сите судии. Председателот на Советот за факти Сашо Поцевски потврдува дека ги примили иницијативите на Сдруженијето и тие ќе бидат споени со иницијативата која Советот ја формираше под опрен глас. Во моментов, поради годишните одмори, иницијативата за одговорност на судиите е се уште во претходна постапка, односно се уште се прибираат податоци пред членовите на Советот да одлучат дали ќе иницираат постапка за одговорност на судиите, додава Поцевски. Судиите кои одлучуваа за притворите на Груевски и Бошковски пак не чувствуваат одговорност за бегството на двајцата разузнавачи и доколку се поведе постапка за нивно нестручно работење, ќе се произнесат пред надлежните органи.